Dobro večer na site, golem pozdrav od mene, dobrodojdovte site na moj kanal Astropsihologija i pozdravujem site ljubitelji na astrologijata i v ova video sakam da vi gi dadam osnovite na astrologijata, što je tuka bitno da se znaje, za da možete podobro da me pratite, za da možete podobro astrologijata, da je shvatite sve to što znači i tako da možete ponatamo konkretni prašanja da me prašate. Evo sega da počneme od početok. Što je sega astrologijata? I moja ta rabota se nareko astropsihologija, znači tumačenje na vaša natalna karta preko astropsihologijata. To je što znači. Astrologija je jedna nauka na planetite. Сега може да ми кажете, па да, има во тие весниците што се, има исто тука хороскопско тумачење за секој знак, знам, ја тоа го знам. И тоа не е тоа, тоа е едноставно една забава. Тоа сака настана забавува, тие информации се, ете така на површина. Кој сака нешто повеќе за себе да дознае, тука е се тоа битно да се знае, сакам нешто повеќе за себе да дознам. Тогаш можете да добиете една консултација од една астролог. И тука е нешто многу повеќе ќе дознаете, затоа што тука е вашата специјално, вашата натална карта. Тука може да се видат вашите лични планети, како се они поставени, какви аспекти прават. И тек тогаш можете ова подобро да го сватите. Како што реков од почеток дека астрологијата е наука на планетите. Значи, како ги гледаме ние сега тие планетите? Па се знае тоа дека од нашата планета Земја кон универзумот, тоа е тој поглед кон универзумот и тука ние од тој поглед ние ги гледаме како се поставени планетите. Еве сега, например, е важно да се знае дека кога се изучува астрологијата, имаме еден обсек, еден предмет кој е за се изучува астрономијата, мал дел од тоа за астрономијата, потоа имаме класичната астрологија и астропсихологијата. Јас се одлучив да ја учам астропсихологијата, што значи тоа дека еден дел од психологијата е исто тука уклучен во астрологијата. Исто така и митологијата. Понатамо тоа е едно нешто огромно, многу теми има тука. Не можам сега све да ви ги опишам што е важно да се знае. Затоа јас сакам да зборам за основите. Што е важно да се знае, како е направена една натална карта, што е важно за знаковите да се знае. Затоа сакам да зборувам со вас. Се надевам дека имавте супер викенд. Знам дека во Македонија сега времето е супер. Баш ме радува за вас. Уживајте сонцето. Ајде да почнеме. Еве за оние сите што може до сега не виделе една натална карта, поведете, видите како изгледа една натална карта. Тоа е мојата натална карта. Еве вака се надевам ќе можете све да видите, вака изгледа една натална карта. И сега гледате дека овде ги имаме овие планети, што се тоа се надворешните планети, а овие овде што се вонатре, тоа се внатрешните планети. Овие надворешните планети, тоа тие се што прават транзит, а внатрешните планети, тоа се нашите лични планети, тоа се, например, моите лични планети, тоа е мојата натална карта. Се црвените линии што ги гледате, тоа се неповолни аспекти, за тие ќе зборувам на друго место. А плавите линии што ги гледате, тие се значи супер поволни аспекти. Меѓутоа, овој хороскоп е сега, оваа натална карта е од денешен ден. Значи, тоа е мојата лична натална карта, меѓутоа таа е од денешниот ден, 22.5. Што значи ние можеме за секој ден да направиме една натална карта. И тоа значи дека овие планети што се од надвор, што ги гледате тука, надворешниве, они се движат. И како што се движат, они прават исто такви аспекти кон внатрешните планети. И тука имаме, се знае некогаш поволни или неповолни.
што значи тоа дека секој ден можеме својата натална карта да ја прочитаме. Еве, например, денеска на овој ден, на 22.5. имам таа позиција на тие планети. Сега може да кажеме за друг ден, за утре или за утре, ќе бидат планетите другшија поставени, затоа што они се движат. И како што се движат, така и имаме такви аспекти добиваме. Оред, се надевам дека тоа ќе можете да го разберете. Сега идеме понатаму. За тоа ни е потребна еден програм, за да можеме тоа да го израчунаме. Сите тие програми што ги има во интернет, сигурно знам и ја, дека се тие сите бесплатни. Што можеме во овие бесплатните програми да дознаеме? И што бараат од нас? Кои податоци? Како и сите други професионални податоци се потребни вашиот датум на раѓање, вашето место на раѓање и точниот час на раѓање. Значи, тоа е многу битно. Сега да се вратам назад пак за овие што се програми, што се на интернет, кај што може да ги најдете, кои што се бесплатни. Значи, они не викам дека се нешто не е добро. Добро е тоа, меѓутоа не може да видите какви аспекти прават, дали се тие точни аспекти, дали орбисот е точен. Значи, тоа има многу голема улога. Тоа е само да речеме површински хороскоп. Ајде да речем така, тоа што се тие површински, можете нешто да знаете, меѓутоа те мора да знаете и да го читате тоа. Сега, да ми користи тоа ако ја гледам како е Марс, квадрат, Сатурн поставено, ако не знам ја тоа да го тумачам. Ние имаме професионални програми и со тоа можеме све да израчунаме. Сега, значи тоа за тоа. Кој што сака може слободно, на овие што се слободните, бесплатните програми, можете тука да се израчунате, меѓутоа не е тоа 100% точно. Идеме понатаму. Ко што реков, тоа е една наука. Битни се податоците да ги знаеме. Имаме 10 планети, а тоа е Сонцето, Месечината, Меркур, Венус, Марс, Јупитер, Сатурн, Уранус, Нептун и Плутон. Значи 10 планети. Во астрономијата Сонцето и Месечината не се планети, меѓутоа во астрологијата има многу главна улога. Сонцето е нашата свест, а исто така и го означува еден од нашите родители, тоа е секојаш таткото, а месечината ги престоја нашите емоции и сигурно нашата мајка. Значи во хороскопот, во наталната карта можеме да видиме како е вашето сонце поставено, како е месечината поставено. Тоа значи може да кога имате прашања, например за таткото, ние тоа го гледаме. Ако сакате нешто за мајката да дознаете, тогаш тие гледаме месечината, како е она поставена и какви аспекти прави со другите планети. Ето, имаме 10 планети, имаме 12 куки. Еве, сега се надевам дека ќе можете да видите, многу е малечко ова направено, ама I'm sorry. Така е. Првата куќа почнува секогаш каде што е подзнак. Сега за тоа нешто да кажам, затоа што многу битно тоа, значи зашто е важно да се знае во колку часот сте родени. Така ние го определуваме нашиот подзнак. Значи подзнакот има исто така многу голема улога во астрологијата. И така од тука, од подзнакот е секогаш првата куќа се брои, понатаму се бројат куќите, така што имаме 12 куќи. И секогаш подзнакот се брои од левата страна, тука почнува број 1. Значи подзнакот е секогаш вашата прва куќа. Ако не го знаете вашиот час на раѓање, тогаш не можеме да ги определиме куќите. Значи ќе имате една натална карта без куќи. Тоа баш не е доста поволно, затоа што не може многу да се каже. Можеме да кажеме само како ви се поставени вашите лични планети, али не можеме да ги одредиме куќите. Затоа потрудите се малце да ги дознаете во колку часот сте родени. Стварно тоа е доста битно. Значи 10 планети, 12 куќи.
I sekako 12 znakovi imamo. Što je posle ponatamo bitno da se zna? Дека имаме елементи и квалитет. Елементите се, тоа сигурно за тоа сте слушнали, имаме водени знакови, земјани знакови, воздушни знакови и огнени знакови. Кои знакови припаѓаат под водените знакови? За да знаете, тоа е многу битно да се знае зашто е тоа многу битно. Кој квалитет го имаат овие водени знакови? Водените знакови се ракот, скорпионот и рибата. Значи, тука кај нив таа интуицијата е многу, многу јака. Потоа идеме на земјаните знакови, тоа е бикот, девицата и јарецот. Воздушните знакови, близнакот, вагата и водолијата. Огнените знакови, овенот, лавот и стрелецот. Сега може да се пронајдете, да го видите вашиот знак што сте вие и кој елемент го носите, дали сте припаѓате на земјаниот знак, воден знак, тоа е исто многу битно да се знае. Понатаму идеме на тоа што сакав да кажам за квалитетот. Какви квалитети имаме? Може да се сеќавате во моите видеа сум зборувала нешто битно во последното видео каде што зборувала за Јупитер, каде што сега владар на годината 2022 година, кој што влегува веќе кое што е, се наоѓа веќе во знакот Овен. И Јупитер се наоѓа во еден кардинален знак. Што значи сега да кажеме кои квалитети има. Имаме кардинални знакови, фиксни знакови и променливи знакови. Кардиналните знакови се овенот, ракот, вагата и јарецот. Зашто се тие овие кардинални знакови многу важни да се знаат? Затоа што они ни го прават овој така нарешен крст. Затоа исто така сум зборувала кои ни ја делат на 4 дела. Еве вака едната линија и оваа тука. Еве гледате, овие се тие, ово е тој така наречен крст кој што ни го делат наталната карта на 4 делови. И тие знакови се многу битни. Значи, овенот, ракот, вагата и јарецот тие се кардинални знакови, затоа што тука почнува и годишното време. Идеме понатаму. Фиксните знакови. Фиксните знакови се бикот, лавот, скорпионот и водолијата. Фиксните знакови. Што значи тоа? Што сакаат овие знакови? Што значи тој зборот фиксен? Они сакаат нешто да фиксираат, сакаат нешто да задржат во себе. Значи, они не сакаат едноставно нешто да отпуштат од себе. Тоа е тоа малиот што се вика може да биде мала проблематика. Не мора да биде, али што се зборува исто во поранешните видеа од мене во знакот бик. Што се случува сега кај бикови? Па огромни промени доживуваат. Баш ме интересира да знам какви промени доживуваат биковите, затоа што тука се наоѓа сега планетата Уранус и уште малце ќе ве прати. Уранус руши све. Што значи тоа руши све кај биковите? Па он сака да го натера бикот на промена да иде. Затоа што биковите, тоа е тоа фиксен знак, он не сака промени, они сака све тоа да задржат што го има, тоа стариот систем да го задржат. Сега доаѓа Уранус и Уранус им руши све. Немојте да го сватите ова негативно, некој луѓе разбира све на негативно, не е тоа негативно, животот секогаш сака на позитивно нешто да не носи. Не свајајте негативно, секогаш позитивно. Секоја планета која што прави транзит, тие надворешните планети, врз вашите внатрешни планети, тоа ништо не е лошо, тоа е дури позитивно. Еве сега што зборев за Уранус, кој ќе влезе кај биковите, он руши све. Свето стариот систем и вика остави го, доста више, отпусти све што не ти е твое више, готово, иди по ново нешто. Значи Уранус руши тука све. Значи биковите какви се? Они се фиксен знак, они сакаат све нешто да задржат.
не сака да не ги обожаваат промените. Тоа е тоа фиксен знак. Понатаму да зборуваме за променливите знакови. Се, кои се тие променливи знакови? Променливите знакови се близнакот, девицата и стрелецот и рибата. Јас сум исто една од нив и што се вика тука се тие? Што значи тоа променливи знакови? Па овие променливи значи како зборот што значи? Они сакат промени да имаат. Значи, ете, видите како тоа све добро е сложено тука. Променливиот знак не сака да седи на едно место. Сака да биде ваму, таму, све нешто ново да почне да... Тоа е многу радознале, тоа е таа променлива енергија. Сега, значи, сите со овие подаците што ви дадов, можете да си размислите дали исто тоа вашиот знак може така да биде. Сега, што е важно, што е нешто за асцендентот или за подзнакот, што се вика. Подзнакот е многу битен, како што реков, се израчунува од часот на раѓањето, тука ќе го дознаеме и местото на раѓање, секако се може да се види кој е вашиот подзнак. Што значи подзнакот? Подзнакот е секогаш првиот поглед. Првата, како да речем, вашата аура. Првиот момент. Секогаш тоа првиот момент на нешто. Еве сега, на пример, ќе ви дадам еден пример. Вие видите некого, запознавате луѓе, прв пат ги гледате во вашиот живот. Тој прв момент што имате таа слика од таа личност што имате. Дали машка или женска личност, тоа нема везе. Тој прв момент што го имате. Тоа е тоа асцендентно, тоа е тоа што значи. Значи, првиот момент, дали како вие тоа, каква таа енергија осеќате према другиот, дали тоа е симпатична енергија, не е симпатична личност, тоа е тој асцендентот. А сонцето, тоа е нашата свест, значи секогаш треба да растеме, да живееме, да се развиваме, да развива нашата свест кон сонцето, значи да тој знак што сме родени. Значи, сонцето и асцендентот се важни во астрологијата, може не ни знаете кој асцендент е, се секогаш кога зборам на тоа, може да сте иритирани и викате, тоа не е за мене, тоа не важи за мене, не разбирате што зборам. Да, затоа што треба да знаете што значи асцендент, што е подзнак, асцендент или кој знак сте во хороскопот, значи каде се наоѓа сонцето. Сега, кога ќе го разберете све тоа, тогаш можете подобро да ја разберете и астрологијата. И какви аспекти прават вашите лични планети. Тоа е тоа се на кратко што сакам да ви кажам. Се надевам тие што се љубители на астрологијата дека ќе можете нешто да научите од ова видео, основите, значи the basics of the astrology, што е важно да се знае за астрологијата. Сега ја кога ги завршив мојата студија, прашав мојата менторка, а сега готово? Ја завршив више, значи ја све знам. Више померив готово, не ми треба више ништо да учам, доста беше учењето. Она вика, не Мери, ова е тек почетокот. Што значи тоа? Ако ја изучуваш астрологијата, тоа не значи, ако си студирал 3-4 години, дека више си завршил со тоа. Астрологијата е наука и затоа што ако е наука, ќе учиме секој ден нешто. Значи, ние имаме тука голема шанса некогаш повеќе нешто да дознаеме. Секогаш ја исто кога ги гледам наталните карти, секогаш нешто ново се учи. Тоа е битно да се знае. Секој астролог учи нешто ново. Затоа што, иако си студирал, не значи дека си готов, дека све е завршено. Како што рече она, сега е почетокот. Само почетокот. Сега почнуваш туку све да учиш на нов начин. Се надевам дека ви дадов една слика на астрологијата, да можете подобро да ја разберете, да ја сватите,
што све тоа значи, за што ја зборувам, да можете подобро да ме пратите. Еве денеска, не вчера беше на 21 влезе, например, сонцето во знакот Близнаци. Сега на сите близнаци им посакувам Happy Birthday, среќен роденден, све најубаво до 21.6. Ја имаме оваа енергија на близнаците. Они се каков знак? Променлив знак. Они се променливи, што сакат, они се весели, они се радознали, они се бизнисмени, они ни дават се насмејани секогаш. Така, они се тоа. Слободни, отворени. Ајде идеме сите по тој пат. Да не бидеме малце стегнати, отворени да бидеме за све, на секоја тема да бидеме отворени. Тоа е доста важно. Ете, тоа е мојот последен збор што сакам. Бидете отворени на секоја тема. И благодарам на све. И кој сака на консултации, поведете, сите информации ќе ви дадам ова видео. Се надевам и се гледаме до скоро. Чао, чао, бај, бај.